Мојата мајка има МС и ние можеме се. Јас сум Марко. Имам 10 години и одам во основно училиште. Живеам со мајка ми, татко ми и со сестра ми, во стан на третиот кат. Мојот татко Игор има 36 години и е машински инженер. Работи во биро за проектирање и често е отсутен поради работата во канцеларија и на терен. Сара е мојата помала сестра. Има 6 години и оди во прво оделение. Мојата мајка Ана има 33 години. Боледува од мултипла склероза, МС и често и недостасува сила за да ги врши секојдневните активности. Безгрижното детство беше прекинато со болеста на мама. Имав само 6 години и не знаев што се случува. Тато ми објаснуваше дека мама е во болница и дека во училиште ќе ме води баба ми. Но дома морав да се враќам сам, бидејќи баба ми мораше да се грижи за Сара, која тогаш имаше само 2 години. Набрзо сфатив дека многу работи морам да направам сам. Научив да правам сендвич пред да тргнам во училиште, да испржам јајца кога ќе се вратам дома. Научив да внимавам на автомобилите, да одам по тротоар или по крепатот, да поминувам само на пешачки премин, да го почитувам семафорот. Научив едно изгубено куче да ме придружува од училиште до дома. Сето ова го научив многу брзо, но никако не можев да се привикнам на празнината во станот, која до солзи ме стегаше во грлото. Ми достигаше мајка ми. Мојата мама. Една сабота татко ми не зеде мене и Сара во посета кај мајка ми. Мајка ми лежеше на креветот, бледа, а од едната рака и дзиркаа цевчиња низ кои и капеше бистра течност од инфузија. Ја гушнав и покрај сите болнички мириси го почувствував мирисот на мојата мама, која толку силно ми не достигаше. Сара почна да плаче, а потоа и јас се расплакав. Во следниот момент плачевме сите заедно. Одеднаш во собата влезе лекарот и не замоли да бидеме храбри за да можеме да ја помогнеме на мајка ми да ја биде подобро. Тогаш ни нацрта 2 цртежа, за да не запознае со болеста на мама. Ни објасни дека мултипла склероза МС ги зафаќа аксоните, долги проложетоци на нервите, кои поврзуваат различни делови од нервниот систем, пренесувајќи информации помеѓу мозокот и целните органи. На крајот на своето излагање лекарот напиша: "Љубов плюс внимание се појаќе од МС. Љубов плюс разбирање и помагаат на мама да се бори со МС. Оваа порака ќе ми остане во трајно сеќавање. Никогаш нема да ја заборавам. Ова е порака на надеж за мама и сила за сите нас. Ова е пораката со која се бориме против МС." Конечно, мама се врати дома. Таа беше премногу исцрпена. Ме повика кај неа во кревет, се вовлеков под прекривката, ја гушнав и заспав. Многу ми недостасуваше. Се разбудив, а таа нежно ме помилува по главата. Ми рече дека ќе закрепне и дека јас многу ќе ја помогнам во закрепнувањето. Ја очекуваше мојата помош и поддршка. Тогаш повторно се сетив на лекарот и на неговите пораки. Точно знаев што очекува од мене. И помагав на мама да стане, и го додавав ортопедското помагало и помагав во несигурните чекори. Од ден на ден, мама постепено се опорави. Повеќе не испаѓаше чашата од раце и немаше двојни слики пред очи. Со полесни или потешки тегоби, мама успешно закрепна. Бидејќи се пензионираше, сега има време да се посвети себе си и нам и секако на својата МС, за која вели дека е подстанар во незиното тело, но дека никогаш нема да ја дозволи да загосподари. Мама вели дека ние, незиното семејство, сме посебно заслужни за незиното опоравување. Иако тешка и непредвидлива, МС ни донесе нови искуства и нови лекции. Со неа научивме колку можеме да бидеме силни. Со МС ги меревме карактерите на другите луѓе кои не бодра или се правеа дека не познаваат. Со МС ни пристигна Рекс
и по вакцинацијата го делиме со него заедничкиот простор во кој живееме. ЕМС ни покажа дека љубовта е лек за незините релапси и затоа ја обсипуваме со љубов. Не можеме да го промениме светот, но можеме да ја промениме свеста. Можеме се кога љубиме.